Власта дава рок на опозицијата за да се изјаснела за уставните измени и дали ќе учествува во нив на начинот кој го нудат тие. Опозицијата пак инсистира да кажат од владата кои од предлозите на ВМРО ДПМН ги прифаќаат за тие како партија да учествуваат за промена на уставот за продолжување на патот кон Европската унија. На преспа форумот, министерот за надворешни работи Бојар Османи рече дека до почетокот на првото гласање во собранието за отворање на уставот, партијата на Мицкоски требала да размисли дали ќе гласа за уставни измени, односно за договор меѓу власта и опозицијата за предлозите од последната лидерска средба. До денот кога на пленарна седница ќе го има првото гласање, опциите се отворени за да има договор со опозицијата по однос на уставните измени, па вклучувајќи и го планот од 3 точки кои што го представив вчера. Јас се надевам дека во наредниот период од влада ќе биде до собрание препратен драфтот, односно предлогот од страна на комисијата, и тука ќе почнат да се бројат роковите. Министерот за надворешни рече и дека со оваа преговарачка рамка, која е веќе затворена, Бугарија веќе немала да може да поставува нови услови за Македонија. Сепак, во една од опциите на ВМРО ДПМН се бараат гаранции, за како што велат, Македонија конечно да биде сигурна дека нема да има нови пречки на патот кон европското семејство. Од партијата на Мицкоски се сигурни дека властите немаат 80 пратеника за да протуркаат уставни измени во собранието. Лидерот на ВМРО ДПМН, Мицкоски, во емисијата на Алфа рече: "Подготвени сме на уставни измени единствено со одложено дејство по приемот на Македонија во Европската унија и со европски гаранции." Единствената друга опција се предвремени избори веднаш. Дециден е опозицијскиот лидер. ВМРО ДПМН такво нешто нема да прифати. Нити јас, нити пак пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, односно предлог кој што се темели на бугарскиот диктат. И потоа почнал на Голгота, имаме 2/3, немаме 2/3. Вакви пратеници, такви пратеници. Едно е јасно денеска. Јасно е дека помина година дена цела. Во парламентот нема 80 пратеници кои што ќе го прифатат бугарскиот диктат. Од владата засега не кажуваат кој од двата услова на Мицковски ќе ги прифатат. Без пратениците на опозицијата, Ковачевски нема да може да обезбеди двотретинско мнозинство за да се вметнат бугарите во уставот, нешто што тој го вети и договори како услов за почеток на преговорите со Унијата.